Здраво! Денес продолжуваме со материјалот од табеларни пресметувања. Денес конкретно ќе се осврнеме на функциите. Малку спомнавме минатиот час за тоа кои аргументи ги имаат функциите. Значи секоја функција има свое име и во заграда се пишуваат незините аргументи. Да ве потсетам како аргументи може да бидат адреси на ќелии, опсек од ќелии, повеќе различни опсези доколку се одделени со точка запирка. Може во аргументи да има и текст, доколку има текст во функцијата, тој треба да биде поставен во наводници. Во аргументите може да бидат и константи, кои што заедно со вредностите во ќелиите може да учествуваат во некакви пресметки. Денес конкретно ќе покажеме 7 функции, од кои што овие првите две, функцијата сума и функцијата просек, би требало да ги знаете уште од основно одделение, а нови функции кои што ќе ги покажеме се функциите преброј, преброј а, преброј ако и на крајот функциите ако и сума ако. Меѓутоа ќе почнеме со ред. Јас ќе отворам нова работна книга во Calc. Функциите можат да се внесуваат на два начини. Едниот начин е доколку ја познавате синтаксата на функцијата, може директно да ја напишете во ќелијата, со тоа што ќе започнува со знакот еднакво. Вториот начин е со користење на волшебникот за функции. Еве јас да ќе внесам неколку вредности прво во неколку ќелии, ќе искористам рачката за автоматско пополнување. Еве нека бидат пополнети овие првиве 4 колони до некаде. Сега, во минатата лекција покажав едноставно како се користи функцијата сума. Функцијата сума е една од најчесто користените функции, заради тоа постои како посебно копче на лентата за формули. Секогаш кога внесувате функција во некоја ќелија, значи кога сакате да се пресмета вредноста на некоја функција, прво што треба да направите е да ја селектирате ќелијата во која што сакате да биде пресметен резултатот. Значи конкретно јас ако сакам да го пресметам збирот на сите овие ќелии од А1 до А13, ја селектирам ќелијата А14 и еден од начините да се повика функцијата, особено за функцијата сума, рековме само кликање на опчето нејзино, при што ќе се напише автоматски нејзината синтакса. Calc ќе претпостави дека ќе треба да се соберат сите ќелии кои што имаат нумерички вредности, а се наоѓаат над оваа ќелија во која што сакаме да се прикаже резултатот, и доволно е само да притиснеме Enter од тастатура за да се внесе функцијата и да се пресмета. Втор начин е со внесување на директно од тастатура на името на аргументите, доколку, да повторам, се знае точната синтакса на функцијата. Значи може тоа да го направите директно со пишување, при што не мора повторно да користите големи букви. Јако од кога вие ќе го напишете тоа, Calc сам ќе ги претвори буквите во големи, кога се станува збор за адреси и за имињата на функциите. Значи може тоа сосема рачно да се направи. Еве јас го пишувам целосно, без селекција, значи од А1 до А13. Затворам заграда, Enter, функцијата ќе го даде резултатот. Третиот начин ќе го користиме волшебникот за функции. Волшебникот за функции се повикува со кликање на копче fx кој што се наоѓа на лентата за формули, или може тоа да го направите со наредбата вметнување функција, дури имате и кратенка Ctrl и F2. На кој било тие три начини да пристапите, ќе се отвори овој прозорец, волшебник за функции, во кој што имаме две картички, функции и структура. Во првата картичка имаме категории во кои што може да бидат поделени функциите и под него сите функции кои што припаѓаат на таа категорија. Значи имате категории база на податоци, датуми, време, финансиски функции, логички, математички, статистички, текстуални и така натаму, или пак доколку во категоријата пишува сите, тоа значи овде ги имаме вкупниот број на сите функции. Во Calc има 270 и нешто различни функции. Секоја функција, рековме, има свое име
името на функцијата задолжително се пишува на латиница, иако повеќето од имињата на функциите се преведени на македонски, меѓутоа името на функцијата задолжително се пишува на латиница. Функциите се напишани по азбучен ред. Нашата функција е сума, значи можеме да скролираме надолу или пак можно е да почнете да пишувате од тастатура, ако ја запишам буквата S, ќе се префрли веднаш на списокот на функции кои почнуваат на таа буква. Еве ќе најдеме сума. Значи, откога ќе ја селектирате функцијата во списокот на функции, во десниот дел пишува кратко објаснување за таа функција што прави и нејзиниот општ облик. Овде конкретно пишува дека ја враќа сумата од сите аргументи. Сумата значи збирот од аргументите. Следен чекор, кој што треба да го направите, е да кликнете на следно. Во овој следен чекор треба да ги избериме аргументите. Може тоа да го направите со селекција. Значи, еве, ако јас ги изберам сите од А1 до А13, внимавајте, тие сите ќе се сместат во делот број 1, нека не ве буни тоа, затоа што може да имате повеќе различни аргументи кои ќе бидат одделени со точка запирка. Тоа се овие опции овде. Значи, доколку јас сега изберам нешто друго во вториот дел, кај број 2, да речеме од B1 до B5, тогаш во формулата ќе се постави точка запирка помеѓу тие два обсези. Ако кликнем во ред, сега овој резултат што го добив е фактички збир на сите ќелии од А1 до А13 заедно со ќелиите од B1 до B5. Функцијата сума би требало да биде јасна. Одиме на втората функција, тоа е функцијата просек. Функцијата просек пресметува просечна вредност или аритметичка средина од вредностите кои што се наоѓаат во аргументите на функцијата. Значи, таа има свој одреден алгоритам со кој што прво ги собира сите вредности, потоа ги брои колку се ќелии во кои што има вредности и збирот го дели со тој број. Значи, математички пресметува аритметичка средина. Еве овде, јас ќе пресметам сега просек од сите овие броеви. Можам истото да го направам како и претходно на два начина. Пишувам името на функцијата и ќе ги селектирам сите ќелии од кои што сакам да се пресмета просек. Во случајот од овие 4 колони, затворам заграда, ентер, гледам дека просечна вредност од сите овие ќелии, од сите вредности во овие ќелии 8,5. Втор начин, ќе го покажам со волшебникот за функции, значи го повикувам волшебникот, ја наоѓам функцијата просек, имавајте име на функција што се вика пресек. Затоа не брзајте многу, може некогаш по грешка и таа да изберете на место просек. Значи избирам просек, одиме на следно. Во следниот чекор, истото тоа што го направивме кај сума, треба да ги селектираме ќелиите од кои што сакаме да се пресмета просек. Уште пред да кликнеме во ред, ние ќе го видиме резултатот од она што е пресметано, доколку евентуално видиме некаква порака за грешка, тоа значи дека сте направиле некаква грешка во внесувањето на аргументите. Кликаме во ред и повторно добиваме истиот резултат. Одиме понатаму, да се вратиме малку на презентацијата, да го видиме објаснувањето на наредните три функции кои што ќе ги покажеме. Сите овие функции кои што следуваат, трите се функции за пребројување. Самото име кажува, името на функцијата е преброј или доколку програмата е на англиски ќе биде count. Првата функција која што се вика само преброј, таа брои во колку ќелии од опсегот се внесени нумерички вредности, односно броеви. Во колку ќелии од некој опсег има внесено броеви. Следната, преброј А, наместо да ги брои само броевите, таа ги брои сите ќелии во кои што има било што внесено, значи има било каков податок, односно ќелиите кои што не се празни. И третата преброј, ако е малку специфично, има два аргументи, ќе се навратиме подоцна, прво да ги објасниме овие две што се полесни. Прво е да напишам дека овде пресметавме просек, сега ќе ги пресметаме функциите за пребројување.
Истиот принцип. Го повикуваме волшебникот за функции. Ја бараме во списокот на функции функцијата преброј. Еве таа вика дека пребројува колку броеви се во листот на аргументи. Одиме на следно. И повторно селектираме келии во кои што сакаме да се бројат колку има броеви. Еве аз ќе ги селектирам сите овие од А1 до D13. Гледате, уште пред да кликнем на во ред, резултатот веќе пишува дека ќе биде 52. Значи во 52 келии имало броеви. Ако јас овде избришам некој, еве, гледате како се менуваат резултатите и просекот се менува и резултатот на функцијата преброј исто така се менува. Значи, од кога ги избришав некој од броевите, сега резултатот на функцијата преброј е 42, значи вкупно беа 52 келии во опсегот, ама во 42 од нив има нумерички вредности. А просекот се менуваше постојано додека бришев, сега моментално е 8,33. Функцијата преброј А, за да ја покажам, ќе избришам уште некои од овие вредности, а во некои вредности ќе внесам текст, значи некакви букви. Гледате, повторно се намали вредноста на функцијата преброј. Значи сега во овие 52 келии кои што се наоѓаат во опсегот, само во 38 од нив има броеви. Видиме сега кој ќе биде резултатот на функцијата преброј А. Да потсетам, функцијата преброј А ги брои келиите и во кои што има броеви, во кои што има текст, односно во кои што има било какви податоци. Односно келиите кои што не се празни. Ја бараме функцијата во списокот на функции. Потоа со следниот чекор треба да ги покажеме нејзините аргументи. Истите аргументи ќе ги има како и функцијата преброј, значи јас ќе ги селектирам истите келии од А1 до D13. Кликам во ред. Резултатот од оваа функција гледате дека е 44. Затоа што во 44 келии има било што напишано, во 38 келии има броеви напишано, значи во 6 фактички келии имаме ние букви, тоа се овие. А 8 келии се празни, од вкупно 52 келии. Сега да ја видиме функцијата преброј ако. За прв пат некоја функција има повеќе аргументи, различни аргументи, во случајов имате опсек и критериум. Оваа функција е за условно броење. Значи таа брои само келии во кои што е задоволен зададениот критериум. Критериумот може да биде некој си логички или споредбен израз и најчесто се става критериумот во наводници. Еве да покажеме. Со неда ќе броиме во сите овие келии истиве, кои што ги внесовме, ќе броиме во колку од келиите броевите се поголеми од 10. Значи ќе ја повикам функцијата преброј ако од волшебникот за функции. Одиме на следно. Сега, овие се нејзините аргументи, опсек и критериуми. Во опсек, повторно, ќе ги селектирам истите келии како и претходно. Од А1 до D13, тие 52 келии. Во критериум, ќе напишам дека сакам да ми брои само келии каде што вредноста е поголема од 10. Забележувате дека такви ќе бидат 14. Кликам во ред. Значи резултатот на оваа функција во овој случај сега за овој критериумот ни беше да биде поголем од 10, е 14. Еве да смениме нешто, например да смениме некој од овие бројки, да ги намалиме. Забележувате сега моментално вредноста е 10. Само во 10 од овие келии вредноста е поголема од 10. Од сите тие кои што беа селектирани. Значи,
Во преброј ако може да биде аргументот и текст. Значи да брои во колку ќелии има подредено појавување на некој збор. Тогаш критериумот ќе биде еднакво и во наводници ќе биде напишан оној зборот кој што треба да се брои. Ќе видиме малку подоцна и таков пример. Одиме на наредните две функции, функциите ако и сума ако. Функцијата ако е многу слична со наредбата if, која што ја користевме во структурите за избор во C++. Да ве потсетам, и таму if се проверуваше точноста на некој си споредбен израз и доколку тој беше точен се извршуваа наредби кои што се наоѓаа после if, доколку не беше точен се извршуваа наредби кои што се наоѓаат после else. Овде е нешто слично. Гледате, има три аргументи. Овој тестот фактички ќе биде некој си услов кој што ќе проверуваме во некоја ќелија дали е задоволен или не. И доколку е тој точен, резултат на функцијата ќе биде она што стои после точката запирка, значи во делот тогаш, а доколку тестот не е точен, резултат на функцијата ќе биде она што стои во делот инаку. Јас ќе отворам некој од овие вежби, да ве потсетам дека вежбите ги имате на Digital School, тоа се сите овие. Потребно ги вежбате, јас еве за функцијата ако, значи ова вежба 4.4 ќе ја отворам. Да. И ќе решам дел од оваа задача за да ја покажам. Ево имате готова табела во која што има неколку ученици со неколку предмети оценки напишано. Потребно е да се пресмета просек на учениците, еве. Ќе го повториме ова што до сега го кажавме на овој час, значи функцијата просек не е потребна. Ја бараме функцијата просек и сега треба да ги селектираме вредностите на ќелиите од кои што сакаме да бараме просек, затоа што се работи за просечен успех на секој ученик, значи ќе ги селектираме само оценките од првата ученичка и кликаме во ред. Просекот од незините оценки 2,64. Сега се разбира, кога имате слични функции, како и кај формулите, може да ја користите рачката за пополнување, значи кај функцијата просек дефинитивно, автоматски ќе се пресмета просекот на сите ученици. Кај број на единици, значи потребно е да напишеме функција која што ќе ги брои единиците и секој ученик посебно. Тоа ќе го направиме со преброј ако. Еве, ќе го направам тоа без волшебник да користам. Значи, преброј ако, опсегот ќе ми биде повторно сите оценки од ученичката Јасмина. Точка запирка, се извинувам, уште еднаш. И критериумот ќе биде оценката да биде еднаква на единица. Овде резултатот е нула, затоа што ова ученичка нема единици, меѓутоа доколку повлечеме надолу да ископираме, ке некој од учениците ќе забележиме број различен нула, што значи ќе се бројат сите ќелии во кои што има единица. Сега овде ќе го покажеме користењето на функцијата ако. Овде се бара доколку ученикот евентуално има единици, овде да пишува во колоната Q, да пишува дека ученикот е слаб ученик. Доколку нема единици, да пишува дека е добар ученик. Значи тоа зависи од тоа дали ученикот има или нема единици. Ние тоа веќе го видовме, односно со функција изброевме дали има единици или не. Така да, доколку бројот на изброени единици е нула, треба да пишува дека ученикот е добар, а ако е бројот поголем од нула, треба да пишува дека ученикот е слаб. Прво ја селектираме ќелијата Q2, затоа што тука сакаме за ученичката Јасмина да пишува дали е добар или слаб ученик. Потоа со волшебникот за функции ќе ја бараме функцијата ако и еве ги низините аргументи. Значи тестот, што треба да провериме ние, ќе биде дали вредноста на ќелијата P2, тоа е затоа што во P2 се изброени единиците за ученичката Јасмина. Значи тестот е дали е таа вредност поголема од 0. Ако е поголема од 0,
ученикот има единици и треба како резултат на тоа да пишува дека е тој. Забележувате веднаш дека овде конкретно во оваа келија ќе биде резултатот добар ученик, затоа што ученичката бројот на единици е 0. Повлечам надолу, веќе кај наредниот ученик, затоа што кај него сега ќе се проверува дали е 5 или поголемо од 0, ќе резултатот на функцијата ќе биде слаб ученик. Значи уште еднаш, еве да ја погледнеме синтаксата на функцијата. Ова е тестот или условот кој што се проверува. Ова е вредноста тогаш. Значи вредноста тогаш е резултат на функцијата кога тестот е точен. Во случајов кај Филип тоа е точно. Кај Јасмина ова е вредноста инаку. Таа е резултат на функцијата кога условот или тестот не е точен. Во случајов кај Јасмина тоа не е точно и затоа резултатот на функцијата е добар ученик. И уште една функција ни остана, функцијата сума ако. Таа е малку покомплицирана, меѓутоа ќе објаснам на пример. Таа е функција за условно собирање. И тука пишува дека врши собирање на келии од колоната опсек на сума, но само на оние кои се во исти редови со келиите од колоната опсек во кој е задоволен зададениот критериум. Вака на видом изгледа сложено, меѓутоа кога ќе видиме на пример, нема да биде никаков проблем. Ова ќе го исклучиме, па ќе отвориме еве еден пример за сума ако. Од вежбите кои што ќе треба да ги сработите. Со помош на функција сума ако треба да се пресмета, еве ние ќе го направиме тоа второво. Вкупниот промет остварен во трети и четврт квартал. Вкупниот промет остварен печатач, еве нека биде. Вие ќе го направите останатото. Значи да потсетиме, овде имате некои си како табела со извештај од некоја си, не знам, синџир на продавници за техничка роба кои што имале продавници во Прилеп, Скопје, Битола и Охрид. И сега продавале лаптопи, печатачи, телевизори. И гледате во секој квартал од годината, значи во секој 3 месечје, колкав промет во која продавница е остварен од посебни производи. Сега нас не се бара да го пресметаме вкупниот промет остварен од печатачи и тоа да го внесиме во F14. Еве го F14 тука. Тоа можеме да го направиме многу лесно со функцијата сума ако. Прво, да ја побараме функцијата сума ако, еве го, значи како изгледа нејзиниот општ облик, опсек, критериум, опсек на сумата. Следно. Нас не се бараше вкупниот промет остварен од печатачи. Значи, еден од аргументите се вика опсек на сумата. Опсек на сумата е секогаш колона во која што има нумерички вредности кои што треба да се собираат. Опсек е колоната во која што се наоѓа критериумот. Внимавајте, кај нас критериумот е производот да биде печатач. Во критериум секогаш треба да го напишите критериумот исто онака како што се наоѓа во оригиналната табела, значи доколку е на кирилица, доколку почнува со голема буква. Еве печатач и опсек е целата колона во која што се наоѓа критериумот. Значи кај нас опсек ќе биде оваа колона од C2 до C49. Тоа е опсекот. Опсек на сумата ќе биде колоната од која што се собира. Тоа ќе биде оваа колона. Од D2 до D49. И сега, што ќе прави оваа функција? Значи, функцијата сума ако што прави? Во колоната опсек бара каде е критериумот. Значи, бара кај има печатач. Значи, доаѓа до овде печатач. Ја собира оваа вредност од колоната D, што се наоѓа во истиот ред, значи собира 111.182. Потоа оди понатаму, бара кај има на друго место во колоната C печатач, ја собира вредноста од истиот ред од колоната D. И така натаму секаде каде што во колоната C има печатач, таа ги собира вредностите од колоната D и на крај добива еве некој си голем износ 2.053.498. Уште еден пример ќе дадам на ваков на оваа функција,
еве уште една од овие задачи, оние задачи кои што ги имате во учебникот, јас овде сум ги направил директно во калк, така да многу ќе ви биде полесно наместо да ги креирате од почеток, само да ги внесувате функциите. Вика во табелата се внесени податоци за бројот на продадени карти на еден стадион во период од 4 месеци, пресметајќи податоците збирно по трибини и збирно по месеци. Еве, например, по трибини, за трибината Запад. Колку вкупно карти биле продадени Западна трибина во целиот овој период. Функцијата сума ако следно. Значи, кај нас критериумот е Запад. Значи, критериумот е оваа. Опсегот ќе биде колоната кај што се наоѓа критериумот. Во критериум ќе напишеме Запад, на кирилица, внимавајте. А опсег на сумата е сумата од кај што треба да се собира, тоа е колоната со продадени карти. Кликам ред и е пресметано. Значи, што правеше функцијата? Бара во колоната Б кај има Запад, а собира од колоната С. Значи, овие 9090, потоа оди понатаму, собира со 6540, оди надолу собира плюс со 4790 и на крајот со 3870 ја добива оваа сума. Кај месеците доколку се бараше, еве ќе одиме по за месец април. Значи исто сега опсег ќе биде колоната А. Оти тука се наоѓа критериумот месецот да биде април. А повторно ќе се врши собирањето од колоната С, односно колоната С ќе биде опсег на сумата. Ајде уште тоа да се покаже. Сума ако. Значи, ни треба вкупно продадени карти во месец април. Опсегот е оваа колона од А2 до А17. Критериум е да пишува април. Внимавајте во оригиналната колона како е, а не е тука. Значи, вамо пишува април целосно. Па пишуваме во наводници април. И опсег на сумата е колоната во која што се наоѓаат нумеричките вредности кои што треба да се собираат. Кликаме во ред и се пресметани сите продадени карти само во месеците април. Тоа значи собрани се сите овие последни 4 вредности. Функцијата повторно бара во колоната А секаде каде се наоѓа критериумот, односно месецот април, а врши собирање од колоната С, односно од аргументот кој што се вика опсег на сумата. Тоа се овие 7 функции и начинот на кој што тие се внесуваат и кои што се користат. Имате еден куп задачи за вежбање во вежбите кои што се поставени на Digital School. Извежбајте ги, од наредниот час почнуваме со графикони. Толку за денес, поздрав!